Зоран Заев и неговите најблиски соработници тежат над 40 милиони евра. Толкав иматот на првиот ешалон во владата стекнат, како што самите велеа во режим. Само Заев и министрите поседуваат над 50 луксузни станови, куќи, викендици и хациенди во државата и странство во вкупна површина од над 8000 метри квадратни или една цела 15 катница. Само прогласените жртви на режимот имаат возен парк на кој можат да им позавидат и арапските шеици. 35 луксузни автомобили, меѓу кои може да се сретнат елитните марки Масерати, Порше, Мерцедес и Ауди во вкупна пријавена вредност од над 700.000 евра. Само прогласените жртви на режимот поседуваат и уметнички слики, брендирани часовници и накид во вредност од над 300.000 евра. Паднаа сите маски, излегува на површина сите лаги и манипулации. Додека СДС обвинуваше за режим и диктатура, нивните функционери ги полнеле банкарските сметки и си купувале милионски имот во земјата и странство. Јавноста се прашува, колкаво ќе беше нивното богатство доколку не живееја и не беа жртви на режим и диктатура. Со објавувањето на анкетните листови од страна на Заев и неговите министри, граѓаните можат да видат дека додека тие обвинуваа за режим, диктатура и неправда, направиле огромен имот недостижен за мноштвото граѓани. Додека Заев зборуваше за режим, неговите фирми свртеле над 200 милиони евра, а неговото семејство, по негово признание, направило богатство од 6 до 7 милиони евра, додека неговиот министер Газда Кочо во режим успел да направи дури 28 милиони евра капитал и да вози Масерати и Порше. Додека зборуваше за режим, Шекеринска купила 4 стана, кои си ги издавала самата на себе за стотици илјади евра, кирии во услови кога граѓаните на оваа држава имаат по 1 или 2 стана, а некои живеат и под кирија. Шекеринска живеела во луксус. Исто како Шекеринска и Роберт Поповски успеал во диктатура да направи богатство од 300.000 евра, да има 3 стана и една куќа. Додека обвинуваа за режим, Шапурик, Самка и Зорица Апостоловска стекнали имот од околу 1,5 милиони евра. Додека зборуваше за режим, Никола Димитров успеал да стекне над 800.000 евра капитал, а неговиот колега Спасовски 300.000 евра. Сето тоа додека им зборуваа на граѓаните дека нема еднакви можности и дека во Македонија владее режим. Владата на СДС не е на граѓаните, туку е на елитите. Владата на СДС, ке повторам, е тајкунско милионерска, полна со луѓе кои не ги разбираат секојдневните проблеми и потреби на граѓаните, зашто живеат во својот затворен милионерски круг. Ви благодарам.